Сте биле во оние општини каде што градоначалници се од друга политичка партија? Еве каква е реализацијата, пример, на проектите на општина Центар, на Струмица? Струмица не доби средства од првиот јавен Дали повик. на вториот повик? Да, на вториот јавен повик мислам дека има околу 15 апликативни формулари кои што се уште се во фаза на евалуација. Од кога ќе заврши процесот на евалуација ќе знаеме точно кои од проектите ќе бидат одобрени, но генерално првиот увид кој што го имавме на ниво на апликативни формулари, нивните проекти соодветствуваат согласно вториот јавен повик и јас сум убеден дека ќе добијат средства. Секако дека ние немаме механизам, ниту па можност, ниту па желба да ги делиме општините по политичката припадност на градоначалникот. На крај на денот ние сме министерство за сите, не можеме да ги двоиме или сепарираме локалните самоуправи. Јас не само што одам во општините кои што се предводени од градоначалници кои што доаѓаат од опозицијските партии, туку напротив сум им на располагање 24/7 за било каков проблем, консултација или аномалија. Сум имал прилика отворено да разговарам со градоначалникот на општина Центар. Пред нецел месец можеби бев во посета на Крива Паланка, навистина една плодна дискусија имавме и во рамки на кабинетот на градоначалникот и во рамки на советот на општината. Оно што беше интересно е што функционира Перински, бидејќи се е во функција на граѓанинот. Апсолутно се согласувам и тоа е она за кое што јас се борам, но морам да го споменам градоначалникот на Делчево, кој што кога најавивме дека ќе ја посетиме општината Делчево, изненадно отиде на одмор. Не судам, не правам ништо, нема да биде дискриминирана општината, тоа говори само за демократскиот капацитет на една особа. Како сте задоволни од вториот повик и што тоа значи сега, бидејќи првиот го оценувате како успешен? Да, генерално во вториот јавен повик и средствата се значително зголемени. Знаете дека вториот јавен повик се однесуваше до 15 милиарди денари. Следствено на тоа логично е да имаме зголемен број на апликативни формулари, зголемен број на проекти со кои што локалните самоуправи аплицира. Да, без малку 3 пати повеќе од претходниот. Точно. Ако имавте 288, сега имате близу 900 Точно. проекти. До последниот ден стигнаа 887 апликативни формулари, 887 проекти. Како и во првиот јавен повик, така и во вториот јавен повик, најголемиот дел од овие апликативни формулари се однесуваат во подобрување или поставување на нова патна инфраструктура. Значи, некако проектите кои што ги побаруваат градоначалниците најмногу се однесуваат кон патната инфраструктура. Второ, Министерство по интерес да кажеме Министерството за животна средина, идентично и во првиот и во вториот јавен повик. Диапазонот на проекти навистина е широк. Имаме проекти кои што се и под милион денари, но имаме и проекти кои што се и повеќе од 150 до 200 милиони денари и следствено на тоа времето потребно за нивна имплементација навистина се разликува, помал проект и постапката пократко трае и секако процесот на имплементација е многу побрз, додека по оние кои што се навистина габаритни проекти ќе треба да се реализираат и во повеќе годишни јавни набавки. Она што е добро е што сите градоначалници без исклучок беа проактивни на овие повици и секаде каде што одиме, дури и опозицијските градоначалници ја поздравуваат оваа мерка затоа што никогаш во историјата на Македонија локалните самоуправи немале волку средства на располагање како што имаат сега. Добро, нема